Да, точно е 10 часот по не така кратката пауза се враќаме во студиото. Овде си направивме еден куп разговори, но она што остана исто е дека гостите не сакаат кафе. Се расtonиле сите од Сабајле и кажаа дека има доста пријатно, па се надевам дека се искрени. Но за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5, гости ова утро ни се доктор Небеша Настов, кој што е директор на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, Павлина Трајановска, која што е виде директор на детскиот дом 11 октомври Скопје и Миле Кузмановски. Останавме должен тука кај докторот со еден одговор, велите заборови веќе до каде стигнав, но едно друго прашање можеме вака барем накратко, бидејќи овој дел имаме и игра за вас, имаме и фотографии, па да успееме да стигнеме со се. Кои се најголемите предизвици со кои што се соочува клиниката? Па предизвиците се мислам генерално во сите сфери на нашето живење, а тоа е пред се како да привлечеме млад едуциран кадар. Така е. И како тој млад едуциран кадар дома. Да го сочуваме да остане тука, да не си го бара лебот, условно кажано, надвор. Мислам дека во голем дел работите се менуваат, што можам да го потврдам со една информација дека да речеме имаме огромен наплив на кадар од приватните здравствени установи во јавните здравствени установи. Да. Каде што со некои мерки кои што се донесени во последните години, значи и примањата, односно платите, веќе не постои таа драстична разлика која што постоела во минатото. Тоа е првата работа. Втората работа се условите за работа, како се подобруваат условите во јавните здравствени установи, така нормално кадарот флуктуира, значи не можете вие со сила да задржите никого. Да. Така да третата работа која што исто така е многу важна е дека условно кажано работењето во јавното здравство, односно државната работа е со помал притисок врз самите вработени, за разлика од она каде што имате газда кој што притисоци на ваков или на онаков начин. Така да генерално мислам дека сето тоа младите го препознаваат и голем дел од нив решаваат да се вратат фактички од таму, а и се надевам дека тој тренд ќе продолжи во смисла на тоа дека како ќе ги завршуваат школите, така ќе сакаат да најдат работа, односно се вработат кај нас во јавното здравство. Да, добро, одлично, благодарам за одговорот. Миле, доасно прашање, како гледате денес на модерните аранжмани на народните песни? Дали тие ги оживуваат или сепак треба да се остане оригиналот? Кој е ставот на Миле Кузмановски? Оригиналот секојаш ќе биде оригинал и мене ми пречи тоа што премногу се сквернават песните. Дори се дрзнува да сменат и мелодиската линија и начинот на изведување и пеење. Затоа што ако некој Бадев и Сариевски или не знам, било кој Кирил Манчевски ја испеал на некој начин и таа допрела до публиката, сега не велам дека треба автентично така да се испее, затоа што најчесто хај забавњаците ќе ги крстам, они сакаат да испеат таква преработка. Добро е тоа, затоа што тие се во моментот, нели, може да ја фатат младата публика, но треба многу да се внимава со старата песна. Треба да се задржи. Треба многу да се внимава, затоа што како ќе ја променувате, еден ќе ја промени, па вториот ќе ја промени, третиот и веќе ќе се изгуби суштината на песната, на самата песна. Има ли некој од забавњациве, извини Верше, кој што ги нарекувате, кој што направил преработка на ваша песна, може? Па добро, кавери има многу. Сега модерно време, нели, кавери се некако најлесно е да дојдат до... Многу поминуваат тие преработки, не знам зашто е тоа така, но не е преработка, каверот е нешто друго. Преработка е друго, а каверот е нешто друго. Препејување. Тоа е препев на песна, но каверот има за задача во моментот ја пеете и тука застанува, само кај нас е погрешно разбрано. Можете кавер да чуете и на радиостаница, можете кавер да чуете и на телевизија, можете кавер да чуете. Каверот има право една изведба. Пробајте на Стинг, снимете му песна и појавувајте се да видите што ќе ви се случи. Ќе има да пеете едно 9 животи да му ги вратите средството. Така да законот е дециден, но добро. Ние сме, се уште имаме изгледа други проблеми, па ова е некако најмалку. Апсолутно, да. Но јас немам тука против, да го кажете, да не бидам погрешно разбран од колегите, немам против да се испее, но не
Не да се гради кариера со кавер. Каверот не е кариера. Идентитетот се прави со твоја музика, авторска музика, препознатливост по тебе да оставиш некој трак, дека си постоел и живеел и стварал. Добро, еве како го коментирате тогаш феноменот од регионов Јаков кој што направи толку концерти, внимавајте што на ќе кажете кавер или било што. Не се Има лажем. сериозен тим. Ако супер, знам дека има сериозен тим, тоа сакав да ја кажам. Тоа не е ништо случајно, немој да мислите дека тоа така падна од небо, позади него стои сериозна институција. Па пред некое време слушнав информација дека двајца мокници, сериозни мокници, кои што делуваат во Словенија и Хрватска, тоа се сериозни милиони вложени прво во него, така е, направија со препеви кариера, сега ќе снимаат албуми за да Веќе излезе албум, да. И веќе има концерти со албум. Тоа е све плански направено. Да, меѓутоа ќе се согласите дека без разлика што има сериозен маркетинг позади него, публиката го сака. Не, детето дека носи со него нешто, носи енергијата. Мислам дека тоа е клучно за секој артист. Секако, вие може да вложите во некога ако овде аурата не свети, нема ништо. Да, комплетно. Така е. Но е добар проект. Добар проект, да. Павлин, имам уште едно прашање до вас пред да одиме со играта која што ја подготвивме, бидејќи долги години работите со деца и млади во социјален ризик. Која е најголемата стигма за деца без родители и родителска грижа? Стигмата постои, всушност морам да кажам прво дека и самата трансформација на институциите што се направи, една од причините беше да се надмине стигмата, нели? Да не бидат етикетирани како деца од дом. Меѓутоа, ние реалност е дека се уште се соочуваме со таа стигма, се уште имаме деца кои што не се прифатени во училиште од своите врсници, па и од воспитниот и од наставниот кадар. Кои што трпат булинг. Да, кои што трпат булинг. Се уште имаме луѓе кои што не веруваат во способностите на децата без родители и без родителска грижа, па во тој ги воспитуваат и своите деца. Мислам дека проблемот е комплексен и е социјален и општествен проблем на кој што треба многу да се работи, прво со семејствата, така. Потоа тие да можат да ги пренесат тие вредности на своите деца. Да, треба да се едуцираат родителите, ако се уште не се едуцирани на оваа тема и да знаат како да го пренесат. Фактот што ние навистина имаме многу успешни приказни на деца кои што излегле од институција, еве сега и од организационите единици и од згрижувачките семејства, навистина имаме приказни со кои што може да се гордееме. Да. Одлично, благодарам. Сега малку ќе смениме темата и нотата. Имаме една игра која што вие подготвивме, заедно со Верче бевме доста креативни ова утро, па да видиме на кој што ќе му се паднем. Се не се наместени, доктора, како испадна ова вака. Да, повелете. Па да, веднаш сте до мене. Ако може само садот да го подадете, благодарам. Ете, за Миле нема се, тоа е среќата. Да. Едно од прашањата многу конкретно беше за Миле, ама многу ме интересира дали ќе се падне кај некој. Кој сака прв сам нека се пријави, да не бидеме лоши. Доктора, се замисливте. Па и Павлина се замисли, Миле уште чита, види Верче да не треба помош таму. Добри сме? Добро. Кој сака прв? Ајде, само да го слушнат и гледачите прашање. Што е нешто што сите го сакаат, а ти не можеш да го поднесеш? Ова алудира дека треба една работа да види? Па не знам, не мора една секако. Како вие си го сваќате прашањето? Па има секако. Добро. Не можам да кажам дека сите го сакаат, ама можеби да кажеме дека мнозинството го сака. Добро. Што не можам да поднесам? Пред се не можам да кажам дека го сакаат, ама она што не можам да го поднесам е нехигиената. Генерално. Не можам да кажам дека има луѓе што ја сакаат нехигиената, ама има луѓе кои што не се грижат за хигиената. Така. Правиме мојбе Дефинитивно. општо за хигиената и Општествена одговорност нула. Ете, тоа е едната работа и втората работа која што пак ќе кажам, не можам да кажам дека некој или сите ја сакаат, е негрижата. Значи, генералната негрижа или има еден многу добар турски термин, јавашлук. Да. Значи, знаете, не можам да прифатам дека возрастни луѓе, пошто сите работиме во некои сфери,
каде што основен предуслов за да се вработите треба човек да биде полнолетен. Треба човек да има и лекарско уверение, што подразбира дека е здрав и нормален. Е здрав. Еве јас ќе кажам наместо вас. Не, ќе кажам здрав во сите сфери на функционирањето, значи како за физичкото, така и за психичкото здравје. И дека може да постои таква некоја негрижа, условно кажано за општото добро. Знаете, тоа е она што малце мањка и кое што најверојатно ќе треба да се смени во чипот во нашите глави, а тоа е дека ако некој, односно ако немате газда или некој што стои условно кажано со стап да ви го спроведува редот, тоа не значи дека се останато треба да биде буквално занемарено или да не кажам... Јавашлук. Толку, нема да должам. Многу мудро, но Павлина и Миле, што вас многу ве нервира? Како беше прашањето што сите го сакаат, а вие не можете да го поднесете? Мене што многу го сакаат? Искрено да видам, не размислав, го слушав докторот на одговор. Аха, вие си мислевте и на вашето прашање. Добро. Не мислев, пошто ова е мене што ми падна, искрено, па нема такво. Ајде да слушнеме. Вика, кој е едно од прашање кој што никој никогаш не ви го поставил, а ви сакале да ви го Па за вас беше постават. ова, Да, ова ли е тоа? Да. Па, искрен да бидам... Многу интервјуа, многу се, Многу сигурно. интервјуа, Се што ме прашаш. изрешетан сум со прашање, така да... Дури на нема многу нешто. работи не би зборувале сигурно, да се врати времето. Некогаш не сакате да зборувате за нешто, но Ке ве прашам. едноставно морате. Жива емисија, јас никогаш не барам да ги прочитам прашањата, да ми ги пратат, па да видам дали сакам да одговарам или не. Него окей, нема проблем, затоа што немам проблем да одговарам на ништо. Но искрено стварно не знам што нешто би сакал да ме прашаат. Добро, ке смислиме до после нешто ке да прашам. Све сум прашан, стварно. Дај, навистина, кога доаѓа некој гостин од ваш калибар, ќе кажам, барем мене ми е навистина предизвик да составам прашања кои што можеби не би биле поставени претходно, нели да не се повторуваме, генерално не сакам истите работи да ги зборуваме. Види, кога е поврзано за работата, тие се прашањата, да. Па и приватниот живот, нели? Така е. Сега, Некако сте изложени, сакале, не сакале, да. нормално, јас многу малку сакам да зборувам за тоа, но тоа е интересно кај луѓето и чепкаат, прашуваат и така натаму. Ние не чепкам. Не, ако нема врска, но се и тоа што сум го кажал е така. Да. Како е. Да. Добро. Павлина, ајде да го слушнеме вашето прашање. Што мислиш дека луѓето најчесто погрешно претпоставуваат за тебе? Јас пред да донесам некоја одлука сакам да ги анализирам работите и гледам да ги согледам од повеќе страни, се консултирам со повеќе луѓе, давам многу време, простор на луѓето. И во таа фаза на анализирање луѓето знаат да ме потценат, дека не гледам ништо. И некако се почесто во последно време ја повторувам реченицата се гледам, се слушам. Иако Добро, директор, како треба брзо да донесете одлука, да нема време за многу анализ. Ова е кога не мора брзо да се донесе. Особено во вашата работа. Тоа ме научила маката брзо да Ако е за вчера, да реагирам. тоа мора да се Меѓутоа, кога реагира. има простор, Така. секогаш давам времето, простор, Малку, што повеќе, Така е, малку да така е. легнат работите, за да се донесе конечна одлука. Во таа фаза знаат луѓето да ме потценат и малку повеќе да се опуштат. Сите нас на некој начин Да. тоа ни се случува, така е. Да, добро. Кога сме веќе кај вас, може да ги погледнеме вашите фотографии. Павлина. Ако се подготвени, а верувам дека се. Малку повеќе активности од 11 октомври. Повелете. Ова е настан по повод 1 јуни, денот на згрижувачките семејства. Настанот го одбележавме во зоолошката градина, каде што ги спочитувавме, одадовме почит на нашите херои, згрижувачите, дојдоа згрижувачите со децата, имавме личности од јавниот свет, политичкиот свет и така натаму. Ова е концерт на Ерхан Шукри, кој се одржа во јавната установа Детски дом 11 октомври со својот оркестар. Ерхан Шукри имаше настап во
домот, беа присутни деца од згрижувачки семејства, беа децата од згрижувачки семејства, нашите деца од организационите единици, беше навистина многу убав настан. Одлично. Ова е Генералка викенд. За Генералка викенд заедно со градоначалникот на општина Аеродром, нашиот амбасадор Бојана Скендеровски и Црвениот крст имавме активност во паркот Тоше Проевски во Ново Лисиче и така се покажавме како општествено одговорна установа. Одлично. За јубилеот не спомнавме многу. Да, оваа година установата слави 80 години постоење. Сите активности благодариме. Установата е меѓу топ 10 најстари установи во државата. И секоја активност во текот на годината гледаме да дадеме печат точно на овој, со секоја активност да дадеме печат на овој јубилеј, а планираме исто така во месец октомври да го одбележиме јубилејот со еден централен настан кој би се одржал во Македонска филхармонија. Одлично. Сигурно ќе бидеме таму. Да. Ова ни е торта од една наша многу драга долгогодишна донаторка. Оваа година славеше 10 години јубилеј, 10 години дружба со децата од 11 октомври. Ете и за неа јубилеј. Донесе, да, и се заблагодаруваме и ја поздравуваме, значи таа ни е секогаш десна рака. Браво. На установата. Без пријатели и донатори, да, мислам дека ништо не може. Ова е подпишување на меморандум за соработка со Бојана Скендеровски. Бојана Скендеровски подпишав меморандум за соработка и таа стана официјално амбасадор на установата. Ваквата пракса во земјите во светот не е непозната, меѓутоа мислам дека ние сме прва установа која што назначила амбасадор, кој што ќе го крене гласот за децата без родители и без родителска грижа и навистина поддршката која што ја добиваме секојдневно од неа е многу голема. Верувам. Ова е исто така подпишување на меморандум за соработка со спортскиот центар Борис Трајковски, директорот на спортскиот центар, ги отвори вратите за дечињата без родители и без родителска грижа и нашите деца бесплатно ги користат услугите на спортскиот центар. Одлично. Од оваа година. Ова е беа активности со нула отпад. Заедно со нула отпад го одбележавме меѓународниот ден на батеријата, а пред меѓународниот ден на батеријата имаше неколку едукативни работилници за децата без родители и без родителска грижа со кои се на кои има можност да се запознаат како да се однесуваме со батериите, како да сортираме отпад и така натаму. Ова ни е подарок од една наша многу драга соработничка која што работи во Кирил Печиновик, наставничка, меѓутоа работи со нашите деца. Браво. И таа со нејзиното оделение за денот на згрижувачките семејства да ни подготвиете изненадување. Уникатен подарок, дефинитивно. Ова е посета на јавната здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна грижа, 13 ноември. По повод 8 март, денот на жената, нашите деца заедно со вработените отидовме да ги посетиме корисниците згрижени во установата. Дечињата има спремено подароци и приредба. Им дадовме почит. Целта беше и да им дадеме почит на корисниците, меѓутоа и нашите деца да ги научиме на општествена одговорност и дека и тие некогаш може да подадат на некој нешто, а не секогаш да очекуваат. Значи, како што тие добиваат поддршка од заедницата, дека и тие некогаш треба да се стават под улога да помогнат на некој. Значи, ги учиме на хуманост и на вистински вредности. Емпатија, така. Ова е предновогодишна приредба во домот, пред крајот на годината организираме предновогодишна приредба, ги покануваме сите наши соработници и донатори во текот на годината кои што ни помогнале, дале поддршка. Се заблагодарите. Да. Баш убаво.
Ова е прајд обука за згрижувачки семејства. За прв пат во установата оваа година се организираше прајд обука за згрижувачки семејства. Прво, ова е првата група, беше многу интересно и сега можам навистина да ги пофалам дека сите веќе кај себе имаат згрижено дете и се... Браво. Да, одлично. Одлични згрижувачи. Исто така и ова е од 1 јуни денот на згрижувачките семејства. Децата од организационите единици учествуваа со своја точка на настанот. Баш убаво. Ова е во месец мај се организира по повод месец мај месец за подигнување на свесноста на менталното здравје кај децата. По тој повод установата организираше трибина. За прв пат установата организира трибина на која што имаше навистина врвни познати предавачи. Трибината беше наменета за стручни работници кои што работат во областа на социјалата, здравствената заштита, сите оние кои што работат со деца. Имавме и од ресорни министерства представници, представуваше одлична едукација со цел за подигнување на свесноста за менталното здравје. Ова е работна посета во Државниот архив на Република Македонија. Тука воспоставивме една соработка. Државниот архив ни излезе во пресред и ни помага во изработката на монографијата на установата. Се надеваме дека до крај на годината установата ќе ја добие првата монографија. Браво. Која исто така ќе даде печат на овој јубилеј и благодариме за подадената рака, навистина многу ни помогнаа. Да. Тоа беше, мислам, и последната фотографија. После вашето гостување и после сите фотографии од вашите активности, не верувам дека некој ќе каже 11 октомври е затворен. Да. Мислам дека сега многу подетално објаснивме на вистина како функционирате и што се правите внатре. Време да ги погледнеме фотографиите на доктор Нивојша. Малку се и приватни, мислам дека повеќето се приватни, има и нешто професионално. Да ве видиме надвор од ординација. Повелете. И ова е професионално, не е приватно. Добро. Добро, за тие што го следат фудбалот, ова е Стивен Джерард, мислам, ова е моментот, официјалниот тренинг пред утакмицата помеѓу Македонија и Англија, која што заврши така како што заврши. Чисто ставив повеќе вакви слики, да речеме, условно кажано, приватни, но сите тие се врзани со струката. Тоа значи и следната слика. Тука сме со Владо Богоевски, нашата спортска легенда. Ова е за време на Олимписките игри во Токио. Така 11 октомври е затворен. Да. Мислам дека сега многу подетално објаснивме на вистина како функционирате и што се правите внатре. Време да ги погледнеме фотографиите на доктор Нивојша. Малку се и приватни, мислам дека повеќето се приватни, има и нешто професионално. Да ве видиме надвор од ординација. Повелете. И ова е професионално, не е приватно. Добро. Добро, за тие што го следат фудбалот, ова е Стивен Джерард, мислам, ова е моментот, официјалниот тренинг пред утакмицата помеѓу Македонија и Англија, која што заврши така како што заврши. Чисто ставив повеќе вакви слики, да речеме, условно кажано, приватни, но сите тие се врзани со струката. Тоа значи и следната слика. Тука сме со Владо Богоевски, нашата спортска легенда. Ова е за време на Олимписките игри во Токио. Така да сакам да кажам дека не е само нашата работа во болницата и во операционите сали. Така е. Туку дека имаме време и за некаква оддишка, што се гледа и од оваа слика. Никола Карабатич, францускиот репрезентативец, исто за време на Олимписките игри во Токио. И после треба да има уште една слика. Ако не се лажам, сега ќе пуштат вајда. Патува, доаѓа наваму. Патува, да. Сакам да кажам дека имаме, добро, ова е веќе дел од професионалните обврски во смисол на предавањата. Ова се предавања за спортски травматизам во склоп на едукацијата и во склоп на така наречената форум на Југоисточна Европа на медицинските комисии на фудбалските федерации од Југоисточна Европа, кој што се одржа во Скопје, беше првиот и се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму со соработка со сите од Југоисточна Европа. Ова би сакал да го потенцирам. Ајде. Ова е 2000
2004 година, дочек од 2004-2005, ова е во Хаифа во Израел. Крајно десно на екранот, фактички е човекот за кој што можам да кажам дека е заслужен за сето она што сум го постигнал во мојата стручна кариера. Тоа е доктор Слободан Вучков, мојот прв шеф. Не е прв, но прв за кој што јас реално го сметав за шеф. Прв официјален. Да, кој што генерално ми ги постави основите и ми ја постави визијата за понатамошниот развој во самата струка. За жал прерано починат на 48 годишна возраст. А ова е кога бевме поканети, фактички он беше поканет да биде дел од председателството на Конгресот во Хаифа, Израел. Тоа се колегите од Израел, колегата кој што седи во средината е Габриел Ниренберг и колегата Александар Лернер, кој што е еден од водечките стручњаци за Илизаров техниката во светот. Можам слободно да кажам, кој што има издадено многу книги за Шпрингер и за останатите издавачи во Европа и во светот. И нормално јас со некоја потемна коса, да. Тоа. Во некои други времиња. Да, многу одамна. Ова е убаво. Ова е повторно во делот дека не се е тешко во медицината. Кога ќе стигнете до одредено ниво, ќе имате ваков поглед од собата хотелска. Како мудро кажано. Стварно ми остави впечаток и заради тоа морав да ставам сликата. Најверојатно еден од најубавите погледи од хотелска соба е во Копенхаген. Да. Тоа е. Убав Копенхаген, лака. Убав, да. Многу убав. Добро. И ова е исто во склоп на тие едукации. Ова е во Минхен со колегите од фудбалската репрезентација, од фудбалската репрезентација, значи колегата Милевски и физиотерапевтите Срđan и Бојан. Бевме на некоја едукација и тука ако се зумира тоа, ќе може да се види во позадина дека се работи за 8 годишен, односно 2-годишен семинар во врска кој што е поврзан со спортските повреди, значи спортскиот травматизам, особено во фудбалот. Ама тоа е сега. Тоа е сега пред 2026. Да, тоа е пред некој месец, да. Супер. Сам гледам на мониторот. И ова е тој понеубавиот дел, да речеме, од нашата работа. Ова е еден, можам да кажам, вообичаен ден, каде што ќе видите некаде околу 5 возила на итната медицинска помош, кои што се паркирани пред самата болница, кои што нормално секако дека не се празни, туку така. Да, пациенти кои што итно треба да. И сакам да кажам дека не е се толку убаво колку што се гледаше на претходните слики, но имаме и вакви делови кои што кои што ги менаџираме. Да, ова беше таа слика. Ова е Лука Дончич. Да. Мислам исто во склоп на тие убавите моменти од струката. И тоа е тоа. Да, мислам дека и последно. Мислам и ја дека. Не, ова е повторно стручно, ова е предавање кое што вака кога ставив слика, после гледам, викам, заре можно да немаше никој тука пред тој што сликал. Добро, овде сте го пробувале микрофонот дали работи. Не го пробував, ова е официјалната сесија, значи ова е скриншот од видео, значи за целата презентација, ама нема врска. Стигале во Твитер да не ги прашате нешто. После сватив дека уствари сите што гледале биле некаде позади. Да. Така да, не е празна салата. Да, се разбира. Ви благодарам многу и вам за фотографиите кои што ни ги спративте, знам дека беше тешка домашна задача. Миле, време за вашите фотографии. Миле. Ние малку ви олеснивме, ние ги најдовме фотографиите кои што се достапни на социјалните мрежи, но вие ќе ги скоментирате. Повелете. Не гледам, не добацувам. Сега ова е некој настап, сигурно. Некоја дали е тука со тапани со ова е проектот со Бојана Скендеровски, продукцијата што го правевме низ Македонија. Македонија во срцете носиме еден преубав проект. Сега мислам дека подобро гледате, колегата ни помага со мониторот. Никол Мицевски ги правеше. Да, на Николче Мицевски, така. Така. Освеживме доста песни од тие старите со Боново Руво. И мислам дека добро поминавме тоа лето. Направивме многу концерти. Ова е концерт за пензионерите во Кисела вода. И јас си спасен. Пеевме за нив во салата во киното, како се вика, новото. Киноверзум? Да, во домот Биљана Универзум, таму.
Киновезум. Кино универзум. Добро. Какви се вие визионери ќе слово да се весваат? Супер бе. Супер, бе, пеевме, уживавме со нив. Иако беше топло и ова е некој многу настани, многу винофестови, пивофестови, не знам што е. Не знам што е стварно. Секоја бина наликува на една на друга, да. Оваа фотографија избрав бидејќи на неа е нашиот колега Буце. Да. Нашиот снимател. Така е, значи снимал Канал 5 нешто, а? Да, нешто Канал 5. Канал 5 е секогаш со вас. Да ми текне. Знаеле вие или не, ние сме со вас. Добро, стварно многу настани, многу овакви големи сцени. Така е. И многу народ, драго дека е така и дека има на еве ги. Еве ги. Еве од Македонија срцете носи. Да, и тука се тука се и Денка. За Панчови, за Андреја. Имавте одлична соработка и дружба. Многу коректни дечки беа, многу. Добро, имаме убави работи да се сеќаваме, тие кои што живеат со нас сите. И ова е некој концерт негде. Мица да не пишува. Што пишува позади? Меѓународен фестивал на изворен фолклор. Да. Насловот не ми се чита од бендот. Ајде да се. Ама добро, да, многу настапи, доста беше активен изминатиот период. Да. Добро, значи има сепак сцена да се случува, еве него она кој што последното сега. Треба да се случи сега на 15 јули. Така е во Хераклија. Уште еднаш да потсетиме само за картите, оние кои што кажавте дека може физички да се купат. Тобако Димпо. И во просториите на дуќанот на Сенатор Рекордс. Може таму да појдат. Така. Ќе си купат. Кој не може да купи, ќе му дадеме. Не е проблем. Да, но може да ве најдат и на... имам уште една, ќе прокоментираме. Тука сте со сопругата и најмалата ќерка. Ева, најмалата, така е. Пее ли Ева? Молам? Пее ли Ева? Ева многу сака да пее. Навистина? Така е. Многу сака да пее. Изгледајќи ја запишеме во ние музичко. Браво. Ако има кеф, не е забрано. Така е, по секоја цена не сакам да... Да. Дека јас пејач, па морало да биде и друг, не мора. Да. Ништо не мора, тоа беше како се промоција. чувствува? Да, последната фотографија само некако ни помина. Нема, тоа се на промоција кај моите колеги Dream Team. Им бев гостин на еден проект, па... Да, убав проект беше, бевме ние дел од промоцијата кога беше и навистина убаво ве соработка. Да, убава. Има соработка со колегите. Dream Team одавна, да. Одлично, благодариме и вам што ни ги искоментиравте фотографиите што ние ги најдовме. Да. А имаме уште некој можеби минутка или две до самиот крај, таман да ни кажете какво лето ве очекува и ете една порака за крај да упатиме до гледачите. Поуспешно очекуваме концерт. Така е, ќе почнеме од Миле. Ја мислев со доктора да почнеме. Со докторот? Јас и така сум веќе сте разборуван вие и со концертот и со се. Лето, како што ви кажав, концертите на големите сцени ќе видат дружба моја ова лето. На одмор некаде таму, после 5 септември. Да, тогаш е најубаво. Барем јас така велам. Да, и ја исто. И најмирно, некако најпразничко. И оној настан август ќе биде препон со убави моменти, пошто е роден ден на нашата Република Македонија. Така е. 35 години, ќе имаме 11 града да посетиме, концерти големи. Турнеја. Како ќе изгледаат, не знам да ви кажам, ќе го викнете Пројковски, режисерот, и ќе ви каже. Да ни каже. Да ви каже како ќе изгледа, но знам дека е замислено многу спектакуларно, многу као мюзикал некој ќе биде. Браво. Знам дека Скопскиот ќе биде голем. Да. И друго пак ќе ги прашате луѓето што треба да Доволно ви најавивте. Да, имаме уште само една минута. Многу работа. Таман да си ја поделите вие двајца за да ни упатите убава порака и нормално на што ве очекува вам јубилејот исто така. Да, еве ова нека биде апел до сите хумани луѓе да дадат поддршка на децата згрижени во организационите единици, но и во згрижувачките семејства. Значи целта не значи целта на таа поддршка не е дека нешто децата не се обезбедени, дека дека им треба нешто материјално и финансиски, меѓутоа секоја подадена рака за нив значи емоционална поддршка.
дека не се заборавени од општеството и исто така би сакала да испратам апел и до сите хумани семејства да почнат да размислуваат за згрижување на дете во социјален ризик. Може да го споделиме телефонскиот број на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври 070 338 279, каде што може да се јават и да ги добијат потребните информации и да пробаат дали навистина се за таа работа или не. Така. За проба не да наплатиме. Така, Да, одлично, благодарам и вам. Што се вели народски. Работно до почетокот на август, затоа што сме сега во некоја фаза на реконструкција на одреден оддел во болницата, а после тоа се надевам некој период за одмор. Да. Малку да одморите и вие. Одлично, ве благодариме многу за денешното гостување, за енергијата која што споделивте и со нас и со нашите гледачи. Верувам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете. Секако. Ви посакуваме успех да се гледаме зубави работи. Така е.